Новата влада донесе 140 решенија за разрешување директори и членови на управни одбори поставени од претходната гарнитура. Јас сум на првата седница на владата на Републиката. Така стартуваше Никола Груевски во 2006-та, уште на првата владина седница. Дали има некој допринешки? За дел од експертите, метлата за 100 директори и речиси 1000 членови на управни одбори беше незаконска. Сепак, тоа не беше пречка новата власт да најде начин да ја легализира чистката. По 11 години, Македонија за прв пат има политичка влада која не ја води Никола Груевски. Споредено со начинот на кој ВМРО ДПМН ги презеде институциите, сега работата оди бавно. Па, на што се должи разликата? Еден месец од првата седница на владата на Зоран Заев, новото мнозинство успеа да доведе своји кадри, што директори, што веде директори, на 12 позиции и да смени управен одбор на само една институција. А местата што вообичаено се пополнуваат со политички одлуки се далеку повеќе. На државно ниво, владата избира околу 500 директори и уште 2200 членови на управни и надзорни одбори. Во надлежност на извршната власт се уште 1200 раководители и директори на локалните канцеларии на државните институции. Овие бројки значат дека партијата што ја води Никола Груевски се уште има своји луѓе на бројни позиции, а со тоа контрола и влијание над тие институции. Така, например, се случи директорот на Елем, кој од ВМРО ДПМН пред 3 недели да распише тендер од 80 милиони евра, без согласност од новата власт. Министерот за администрација и подпредседател на СДСМ Дамјан Манчевски вели дека воспоставувањето на новата власт е отежнато поради законите донесени од претходната влада. За да го смените директорот на одредено јавно предпријатие, потребно е претходно да дојде до промена на управниот одбор во тоа соодветно јавно предпријатие. За да ги смените членовите на управните одбори на јавните предпријатија, потребно е тие да исполнуваат одредени услови. Така што, еве, пример само ќе земам, и за да биете член на управен одбор на одредено јавно предпријатие, дури да тоа се занимава, не знам, Македонски шуми, да речеме, пример, мора кандидатот за член на управен одбор да има положено тест за англиски јазик, психолошки тест и така натака. Како да се вработува во јавната администрација, што апсолутно не одговара на реалноста и на што се потребите и задачите на член на управен одбор во одредено јавно предпријатие или агенција. Сосема е друга работа за директорите. Но законите се на сила и мора да се почитуваат. За пример, директор на управата за јавни приходи се бира по спроведен јавен оглас, што значи дека се потребни и неколку недели за избор само поради процедурата. Кандидатот, меѓу посебните услови, треба да има барем 5 години искуство, психолошки тест, тест за интегритет и меѓународно признаен сертификат за познавање англиски јазик. Бараното ниво на познавањето на јазикот не е високо, но за тестовите и сертификатите повторно потребно е време. И покрај ваквите одредби, новата власт назначи кадар во УЈП кој не ги поседува сите квалификации. Но за да не го прекрши законот, новата директорка е само вршител на должност. Член на управен одбор пак, например на државно јавно предпријатие, бира директно владата, но и тој мора да исполнува одредени посебни услови. Например, 3 години работно искуство, тест за интегритет и повторно меѓународно признат сертификат за познавање на англиски јазик. Тука, нивото на познавање јазик е на основно ниво, но повторно потребно е време да се обезбедат документите. За да ги забрзаат работите, Манчевски вели дека ќе ги сменат законските одредби, но само за именување на управните одбори. Например, да не постои услов за познавање странски јазик или психолошки тест. За директорите се ќе остане по старо. Но дали таквите олеснителни околности значат и дека новата власт нема доволно соодветни кадри? Оно што можеме да кажеме, не е да само Македонија се соочува со недостиг на кадри. Ние раководните места ги пополниме. И тука неаме проблем како политичка партија. Но генерално и покрај проблемот на преголемата вработеност во јавната администрација,
имаме сериозен недостаток на стручен кадар, на високо образован стручен кадар, особено во одредени области. Во моментот нивото на исполнетост на раководители на сектори, значи главниот оперативен раководен кадар во министерствата, само да не одам подолу, е не повеќе од 40%. И тоа е така оставено од претходната власт, апсолутно не разбирам од кои причини. Марта Арсовска-Томовска беше министер за администрација токму во времето кога се донесоа овие законски одредби. Не сака да коментира зошто новата власт има проблем при изборите и именувањата, но сигурна е дека кочница не се сегашните процедури. Закажувате за полагање, одите полагате, мислам дека не повеќе од 2-2,5 часа трае испитот и го вадите сертификат. Со тоа што, значи, ова барање за познавање на странски јазици не само што беше услов за директорите, туку и за вработените во јавната администрација. Значи, по препораките на Европската комисија и на Сигма експлицитно беше кажано, уште во документи кои што ни ги праќаа тогаш кога ги правевме законите уште 2012 година, ги имам тие документи, може да ги видите. Значи, за административните службеници беше задолжително, со тоа што се инсистираше да се оди на стандардизирани тестови, на меѓународно признати тестови. Опцијата смена на законите, кај екс-министерката создава сомнеш дека би се направила поради скриени намери. Менувањето на закон воопшто нема врска со откочување на работата. Никаква врска нема, допирни точки нема со откочување на работата. Јас тоа го гледам како еден обид повторно да се спуштат критериумите, односно да се вратат на оние кои што постоја порано пред да ја направиме реформата и да речеме на мала врата да се обезбеди во однос на, сега зборам на вработените во јавниот сектор, можност за било какви влијанија, реков, роднински, пријателски, партиски и така натаму. А во однос на директорите не гледам стварно никаква пречка, значи законите апсолутно не се никаква пречка да се одберат, баш напротив. Законите се во функција на тоа да се одобрат најдобрите менаџери. Универзитетскиот професор по управно право Драган Гоцевски не вели дека законите се идеални. Напротив, смета дека на многу места се конфузни, но не гледа проблем познавањето на англискиот јазик да остане критериум. Гледа проблем што не се вреднуваат и домашните дипломи. Во услови кога ние се доближуваме до Евроатлантскиот сојуз, до НАТО, кога се доближуваме се повеќе до, се бориме нели за предпристапни преговори за членување во ЕУ, очекувајте дека и јавните служби ќе бидат изложени на се поголем контакт со странци, со странскиот фактор, со надворешниот фактор. И они ќе мора да читаат и да се соочуваат и со прописи, и со акти, и со литература на странски јазик. Второ е прашањето на каков начин тоа познавање ќе се докаже. Дали е неопходно да биде меѓународно признат сертификат, TOEFL, ECTS и така натаму, или ќе се одлучиме да им веруваме на домашните установи образовни кои што предаваат, кои што изучуваат странски јазици, кои што и даваат сертификати за познавање на странски јазик, или ќе им веруваме на нашите приватни центри за странски јазик кои што даваат сертификати. Но дали намерата да се постават своји луѓе на директорски и други позиции сама по себе е обид за партизација? Демократијата у суштина е политички процес. Значи, битно, она што е страшно е ако се избираат и именуваат лица кои не исполнуваат критериуми таму каде што е пропишано да исполнуваат. Доколку па ги исполнуваат сите критериуми, тогаш тоа е тоа. Демократијата е политика, е политички процес. Не би рекол дека тоа е персе партизација во негативен контекст. Е партизација, затоа што избори се процес на, условно речено, една политичка партија да собере најмногу гласови со тоа да докаже дека има највисок легитимитет и да формира извршна власт. Таква играта. Одговорот на Манчевски и на СДСМ е дека процесот е оправдан и законски и политички. За да се ослободи Македонија, за да не биде повеќе заробена држава, мора да дојде до промена на власта, односно до реално превземање на власта од страна на новата власт. Како тоа да го направиме ако ги оставиме истиве луѓе да ги водат истите институции со кои што Македонија стана заробена држава. Но од друга страна, апсолутно мораме да ги почитуваме законите.
Во ситуација во која опозицијата обвинува за партизација, власта се брани дека процесот е комплициран, а времето кратко. Професорот Гоцевски гледа само еден пат како правилно да се реализираат разрешувањата, именувањата и изборите. Бидете транспарентни. Објавувајте, обзнанувајте што правите. Најавувајте што планирате да направите, најавувајте кого планирате да именувате, дајте наратив во јавноста, за да јавноста гледа што вие правите. Се што се прави задкулисно, што се прави брзо и преку ноќ, е малку окултно, е малку скриено и остава простор и за критика оправдана во случајот, затоа што се случува брзо и скриено. И остава простор за да се појавуваат и спекулации, квази толкувања, да се појавуваат контроверзии. Така да најдобар штит околу било какви обвинувања е транспарентност.